Почитувани гледачи, добро вечер, добредојавте во најновото издание на емисијата Проверитас, 22 издание на платформата за борба за вистина. Во вечерашно издание на оваа наша и ваша емисија имаме еден интересен гостин, кој што се бави повеќе од 30 години со новинарство, носи богата институционална меморија. Во периодот од 2016 до 2024 година е портпарол на тогашната најголема опозицијска партија. Во моментов е активен во секторот за односи со јавност во кабинетот на претседателот на владата Христијан Мицкоски. Добро вечер за Наум Стилковски. Добро вечер, Бичеклиски. Наум, вечерва ќе говориме, ќе обелодануваме информации за прислушкуваните разговори во тогашната опозиција и одредени медиуми во периодот од 2019 до 2024 година. Се работи во периодот кога во опозиција е ВМРО ДПМН и кога лидер на политичката партија ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски. Кажи ми, Науме, што всушност се случува денови овде во нашата држава? Пукна една голема афера, една голема информација. Што се случува? Во моментов јавноста се соочува со повторување на информации за злоупотреба на агенциите за безбедност, односно по ревизија за работењето на Агенцијата за национална безбедност, директорот Бојан Христовски одржал брифинг со медиумите и со новинарите, на кое што соопштил дека биле до јавното обвинителство поднесени 3 поднесоци, 3 информации за злоупотреба за оперативни преземени мерки врз лидер на опозицијска партија, односно лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски и раководството на ВМРО ДПМН во периодот од 2019 година до 2024 година. Што значи дека Агенцијата за национална безбедност била злоупотребена од страна на тогашното раководство 2019-2024 година, не за да ја работи работата за што е основана, туку за да го следи и оперативно да го обработува лидерот на опозицијата и опозицијската партија ВМРО ДПМН. Да, во тој период ВМРО ДПМН опозиција, или председател на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, но не е ова прв ваков скандал кој што се случува во Македонија, мислам дека е четврти поред во овие 35 години колку што сме плурална демократија. Што вели твоето искуство, хронологијата на сите овие настани? Би било добро да ги чујат нашите гледачи за да имаат појасна слика за што збориме вечерва. Тоа што се случува денеска и информациите кои што денеска го потресуваат општеството за работењето на Агенцијата за национална безбедност од 2019 до 2024 година, кога со неја раководат кадри од СДСМ, кои што тогаш беа на власт и владата го поставува директорот Викторио Димовски, а потоа и Зарко Милошевски, е злоупотреба која што се темели на неказнивоста и немање на правна завршница, вистинска правна завршница на случаи како прислушувањето во 2001 година или пак она прислушување за кое што понатаму 2015 и 16 година, кое што беше наречено во општеството вистината за Македонија, која што фактички врз тие два случаи, особено втората, дојде до политичка промена во општеството, во власта, но не и до реални промени во работењето и употребата или злоупотребата на агенциите, безбедностните агенции во државата. Тоа што се случува, фактички сега во моментов предизвикува внимание и потреба за една правна завршница која што ќе стави вистинска точка со овој полусет. Имаше минатата недела брифинг со новинари, директорот на агенцијата за Националната агенција за безбедност, кој што обелодени неколку документи кои што биле предадени од одредени институции. И денеска е вторник, ја снимам емисија 2 дена порано, знаеш. Но еве денеска токму во вторник со свој став излезе и Викторио Димовски. Од каде се најде тој прозван во целата оваа приказна сега, кога информациите кои што ги добивме од тој брифинг воопшто никаде не се споменува? Верувам и според она што е напишано во медиумите и според она што е кажано на брифингот и како што е пренесено, никаде не е споменато
име, меѓутоа изгледа Виктор Димовски како актуелен директор, прв директор на Агенцијата за национална безбедност во периодот 2019-2024 година, самиот излегува и самиот се заплетка во приказната со тоа што ја проширува и изборува за соработници, изборува за предмети, изборува за декласификација на документи за да се види кој и дали прислушувал, како прислушувал, врз основа на што било прислушувано, што не е кажано во брифингот и она што произлезе од вестите од брифингот на актуелниот директор на Агенцијата за национална безбедност Бојан Христовски. Тоа што Бојан Христовски го направи беше ревизија на работењето и поднесени документи до јавното обвинителство, кај јавниот обвинител Коцевски. Токму така се покажа со оваа изјава на Викторио Димовски, која што беше лиферувана на една електронска мрежа, според содржината на информацијата, тој само потврди дека навистина имало прислушување, она што луѓето го споделуваат со мене што разговаравме на оваа тема, да само потврдил дека има прислушување. Кажи ми, Наум, еве, на кој начин, што мислиш, имаш ли информации на кој начин се следени, како се следени тогашниот председател на опозицијата, сега председател на владата Христијан Мицкоски, луѓето околу него, новинари, јавни обвинители, еден куп има? Тоа што можам да го кажам е да се повикам и на, ајде да ја наречеме како што ја нарекуваш, институционална меморија на она што беше посочувано од страна на премиерот Христијан Мицкоски за периодот за кој што се однесува и ова ревизија на работата на АНБ, внатрешна ревизија на работата на АНБ, а тоа е од 2019 до 2024 година, каде што тој и самиот посочува за злоупотреби, значи Христијан Мицкоски, одговорница и собраниска и на пресконференции посочува дека имало злоупотреби на двете агенции, и Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање, во која што предмет на обработка, како што се вели во тој свет, бил лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски, во тој момент председател на опозицијската ВМРО-ДПМН, раководството, семејството на Христијан Мицкоски и со физичко следење, но и со користење на сите можни оние технолошки моменти во тие служби кои што се користат, за да може да го направат тоа. Поинтата е што може да се користат неколку начини за да се дојде до оперативна обработка, како што го велат, а тоа е да биде со белешка или со подпис од надлежен јавен обвинител кој што треба да даде, народски кажано, изим, за да може да се врши оперативна обработка. Во своите обраќања Христијан Мицкоски, да подсетам, уште во 2024 година посочуваше дека го следеле како организатор на параполициска воена формација и тогаш бил следено целото негово семејство. Христијан Мицкоски, како што бил следен? Организатор на параполициска воена формација и тогаш бил следен Христијан Мицкоски, неговата сопруга и двете малолетни деца. Ова се негови зборови. А сега ова што го посочува Бојан Христовски на пресконференција ги потврдува злоупотребите за кои што има веќе и потврда од вработени во агенциите дека постоеле, има признанија дека постоеле злоупотреби на тој систем. Станува збор за следење во неколку наврати во 2020 година под кодно име Цилиндар, како што посочуваше Христијан Мицкоски, во 2021 година кодно име Джокер на оние што фактички биле вклучени во оперативната обработка, како што го велат. Главната поента тука, Бичиклиски, е дека двете агенции, и Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање, во периодот од 2019 до 2024 година, наместо да се грижат за националната безбедност, разузнавање, заштита на она што значи уставен поредок, тие работеле нарушење на уставниот поредок, односно следење на опозиција, медиуми, новинари. Да, тоа е време вака да им биде јасно на нашите гледачи. Кога е Социјалдемократскиот сојуз на власт, кога директори на агенцијата се двајца луѓе поставени од Социјалдемократскиот сојуз, тоа е тоа време кога се случува се.
се целата оваа работа. И до нас имаш информации дека дел од вработените во службите дека навистина имало прислушкување. Меѓутоа, терминологијата на која што ми кажа заради која причина на кој начин нели бил следен претседателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски ме враќа години назад во едни секвенции од филмот Среќанова 49 и не ми се верува дека во 2019-24 година се случувало тоа. Со такво образложение. Биче Клиски би се надоврзал на оваа твоја она што велиш, не ти се верува тоа дека ајде вака хронолошки ќе кажам дека на 22 мај 2019 година фактички се носат оние реформи кои што беа барани од Европската комисија за реформи на безбедносниот систем и на службите. Се носат 4 клучни закони со двотретинско мнозинство, а тоа е Закон за основање на Агенцијата за национална безбедност, односно укинување на УБК, безбедност и контраразузнавање, Закон за координација на безбедносно разузнавачката заедница со меѓународните безбедносно разузнавачки заедници, Закон за следење на комуникации и Закон за внатрешни работи и работа на АНАБ. Тоа е на 22 мај 2019 година. Веќе на 11 јуни 2019 година владата го назначува Виктор Димовски за директор на АНАБ, односно веќе реформираниот систем и она што укинувањето на УБК се заменува со Агенцијата за национална безбедност. Со нов закон. Со нови закони, ново поставени, нови темели. Строго определени онака како треба да се действа. Се оформува и тим, во кој што тим има и многу звучни имења и презимиња, кои што треба да се справуваат со безбедноста, националната безбедност, со екстремниот тероризам, екстремистички терористички групи и со сето тоа, но наместо тоа доаѓа до очигледно злоупотреба во која што се следат и се дел од оперативна дел за оперативна обработка, опозиција, лидер на опозиција, медиуми и новинари. И јавен обвинител, колку што гледав она како информација која што се споменува. Нема да навлегувам, ќе се задржиме на оние факти што со кои што располагам јас, според она што е посочено на брифингот. Значи, наместо да се насочат ресурсите кон безбедноста на државата, ресурсите се насочуваат да се занимаваат со опозицијата, тогашната опозиција, со ВМРО ДПМН и со лидерството и највисоките тела, членовите на највисокото тело на ВМРО ДПМН, кое што сега е актуелна власт. Се работи за класична злоупотреба на така. И на ресурсите, и на апсолутно, веќе тука не станува збор за закони. Така. Законите се на хартија добри, но што тука се случува, тоа е класична злоупотреба. Она што овие 5 дена по овој брифинг се случува е молк од неколку многу важни институции во државата. Кој? Јавното обвинителство, односно јавниот обвинител Коцевски, новинарските здруженија и актуелната опозиција, односно лидерот на актуелната опозиција, а тогаш во тие моменти 2019-2024 власт во Македонија, оние, значи владата која што го поставила и директорот кој што раководел со овие служби, Викторија Димовски, молк од 3 многу важни институции. Зошто е сето ова важно? Прашањето е дали тие ќе заземат страната да се продолжи со злоупотреба и рушење на уставниот поредок во државата, или ќе заштитат демократијата, медиумите и воопшто демократизацијата на општеството да не доаѓа до повторување на вакви ситуации. Еден тежок збор, рушење на државниот поредок. Толку длабока е оваа приказна, толку страшна е со прислушкувањето. Не прислушување, оперативна обработка. Оперативна обработка, да. Бидејќи оперативната обработка е многу поголема. Подразбира и следење, подразбира и прислушување, подразбира и видеонадзор, подразбира се што може да биде во рамки на оперативна обработка. Се случува неколку пати, се повторува во Македонија. Зошто? Затоа што нема правна завршница. Во Македонија ниту еден случај, афера, со злоупотреба на
институциите кои што треба да бидат да служат во заштита на државата и безбедноста и на граѓаните, безбедноста на граѓаните, злоупотребите се повторуваат затоа што нема правна завршеница. Сите до сега, еве особено она што јас го имам како меморија во делот на мојата работа, и 2001 година, и 2015-16 година немаат правна завршница. Каква имаат? Имаат само политичка. Доаѓа до политичка промена на власта, ветувања дека нема повеќе да бидат злоупотребувани, нема правна завршница, нема кој дал насоки, како дал насоки, никој не одговарал за злоупотреба на институцијата, ресурсите и мокта, и сето тоа се врз основа на неказнивост ни се повторува во општеството. Затоа велам, злоупотребата на ваквите институции предизвикуваат во државата, еве ако направиме споредба 2019-2024 година, ни се случија низа скандали поврзани со безбедносни прашања, затоа што наместо ресурсите да бидат насочени кон безбедносниот систем, биле насочени кон следење на опозицијата и медиумите. Така. Значи практично приватизирање на институции во служба на политичка партија и нели уценување понатаму. Добро, еве говориме, заврши брифингот на минатата недела на Агенцијата за национална безбедност. Викаш биле доставени 3 документи до јавното обвинителство. Се потвораат неколку дилеми поврзани токму со ова јавно обвинителство. Прво, дали Љупчо Коцевски бил одговорен обвинител да го следи издавањето на пимерките со кои што е прислушкуван председателот Мицковски, новинари, бизнисмени. И дали е тоа причината, едно мало подпрашање, што Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ не гласа за него разрешување? Социјалдемократскиот сојуз во актуелниот парламентарен состав пред неколку недели не гласаше за разрешување на актуелниот јаен обвинител Коцевски, и тоа е факт. Дали за тоа стои фактот или некакви причински последични должничко-доверителски односи за тоа дека Љупчо Коцевски, како што се наведува, го имал клучот, односно бил оној кој што определувал дали АНБ по правило треба да и дозволува да врши оперативна обработка или не? И дали е сето тоа поврзано во насока на следењето на опозицијата, тогаш на сегашна актуелна власт и лидерот тогашен на опозиција, сега премиер Христијан Мицковски во периодот 2019-2024 година, односно оперативни сознанија, оперативна обработка и злоупотреба на системот во таа насока, останува СДСМ да си одговори, или Љупчо Коцевски со негово постапување или непостапување по 3 дописи од АНБ. Но е таму молк. Имаме молк. Токму затоа велам. Молкот од таму е нешто што говори многу погласно до на што можеби и може да го каже јавниот обвинител, бидејќи јавниот интерес некогаш и ги надминува предметите, и ако е нешто има поголем јавен интерес, јавниот обвинител или обвинителството може да сподели онолку колку што може, нема да го наруши процесот, да ги сподели информациите со јавноста за да се смири состојбата во општеството. Но што е тука важно за периодот 2019-2025 година, кога зборуваме за тоа како се следени, ако веќе имаме една белешка која што од една разузнавачка, од еден безбедносен систем, кој што вели дека Христијан Мицковски како лидер на опозиција бил предводник на паравоена формација. Полициска, како беше, полувоена полициска формација. Но, еве да подсетам за јавноста што се случува во Македонија, додека со незе раководат избраните лица од СДСМ, само прозваниот сега што се пронајде во брифингот Викторио Димовски и Зарко Милошевски после него како последователно, во овој период
со Македонија од 2019 до 2024 година имаме повеќе скандали. Тоа беше скандалот со издадени над 215 колку беа пасоши за белосветски криминалци. Така, да. Со светски потерници, меѓународни потерници, кои што доаѓале во Македонија, оделе во полициски станици, се фотографирале и им биле издавани македонски идентитети и легални пасоши од Македонија. И добивале позитивно мислење од Агенцијата за национална безбедност дека се добри. Не, Дека може државјанство да добие. уште повеќе. Тука доаѓа и таков пасош добива и турскиот државјанин Серат Пекер. Тука доаѓа и пасош добива со белешка и одобрување, значи по проверка од АНБ, Олександар Онишченко, и тоа е случај во 2022 година. Руско-украински олигарх, кој што е на црната листа и со потерница, црната листа на Соединетите Американски држави и меѓународна Интерпол потерница. И тој добива македонско државенство, пасош. Сме му дале пасош на таков човек. Да, Браво. врз основа на односно, нели бил проверен све со белешка од АНБ доставена до владата и владата возможува тој да земе пасош. Владата на СДСМ во 2022 година. Тука доаѓаме и до она што беше рекет и меѓународен сојуз во тој период. Каде што еден од главните соработници на Виктор Димовски беше Јовче Ременски и при претрес во домот на Ременски, бидејќи неговата сопруга беше дел од мерките нели за меѓународен сојуз и рекет, во домот на Јовче Ременски се пронајдени досиеа од АНБ кои што не би требало да бидат изнесени од АНБ, а биле кај него дома. Чекај. Досиеа од АНБ. Да, Дома кај некого. така. Колку тој и да бил на некоја раководна позиција таму, не верувам дека секој може да си го носи предметот дома и дека од дома може слободно да работи, а работи во една таква безбедносна Не ми се верува што структура. слушам многу. Сега, зборуваме за односот помеѓу Коцевски, кој што бил човекот кој што треба да го има клучот дали некој ќе биде оперативно обработен или не од Агенцијата за национална безбедност и СДСМ, значи нивната корелација. Како завршуваат, да речеме, Јовче Ременски или како завршува Виктор Димовски, кој што за случајот Онишченко, да се знае, имал и реферат на затворена владина седница, кога скандалот изби во меѓународни рамки, кога Соединетите Американски држави изреагира како еден човек од нивната црна листа добива македонски пасош, затоа со образложение дека ќе ги развива конјичките спортови во Македонија, па дури ветувал некаков медал на конјичките спортови за Македонија. И сега, реферирал Виктор Димовски, но сето тоа минува без оставка од Виктор Димовски, но затоа двајца луѓе од АНБ минуваат со казни, исто како и за случајот со пасоши, со пасошите за 215 криминалци белосветски кои што добија македонски пасош, беа казнети двајца шалтерски работници, но ниеден од челниците во МВР и во таа структура. Сега, зошто, каде оди приказната понатаму? Јовче Ременски како дел од системот на АНБ при сите вакви скандали во АНБ, сега е во дипломатијата, ајде да не кажам во кој дел, во конзулат, а додека Виктор Димовски по овие проверки, реферати и скандали требаше да заврши исто така како дипломат, како амбасадор. Што би се рекло да биде награден од власт на една политичка структура која што не е ВМРО ДПМН. Сега само ја награди Ременска е конзул во Венеција, колку што се сеќавам. Ете така. Ајде, наум кажи ми, мене ми е несватливо ве човек сум јас од медиумите, ти си човек од медиумите, овој молк кај нашите колеги, кај одредени медиуми кои што беа најгласни за претходната афера за прислушкување, кои што бараа демократија, кои што ја бараа вистината за Македонија, ги нема деноиве. Што е причината? Зошто ќутат? Борци оние за човекови права, креатори на јавни мислење, кај се? Многу е интересно што наместо ајде да речеме дека и се уште е само 5 дена од ова големо обелоденување на
оваа афера за злоупотреба на АНБ од 2019 до 2024 година, кога со неа раководи СДСМ, но сепак е доволен период за медиумите кои што немаат споен викенд или имаат или да не работат сабота или недела, особено тога се посетува внимание, има поголем простор во медиумите. Многу интересно што дел од овие оперативни обработки како се водени? Дали се водени со дозвола за ПИМ мерки од суд или јавен обвинител, задолжен јавен обвинител или задолжен судија, или се водени врз основа на белешка. Бидејќи кога се зборува за белешка, веќе е познато дека постои основа, така е напишано, за белешка за оперативна обработка на медиуми кои што соработувале со опозицијата, сега го читам затоа што така е наведено, за рушење на власта. Тоа е оперативна белешка врз која што тоа е белешка во агенцијата за една од агенциите Така? за национална безбедност, по креативни да бидат. за да можат да отворат оперативна обработка на медиуми и новинари. Опозициони, така, заради рушење на власт. Колку што треба. Е сега, во еден современ демократски свет, секој медиум има уреднички колегиум. На тој уреднички колегиум, челниците, уредниците во тој медиум заземаат став по определен општествен феномен, појава, она што е актуелно. И така се формира ставот на тој медиум. Дали бил во насока на тоа што е владината политика во моментот или не е, на него не смее да влие, особено не да биде предмет, тој став, да биде предмет за оперативна обработка од Агенцијата за национална безбедност. Што всушност значи тоа? Злоупотреба на Агенцијата за национална безбедност за контрола над медиуми, над опозиција, над политички процеси, над политичари, над новинари, за креирање на јавното мислење во Македонија и воопшто општествените процеси во Македонија. Сето тоа, според мене, е нарушување на уставните загарантирани норми, права, уставниот поредок во Македонија како демократски ориентирана земја. Рушење на демократскиот систем во Македонија. Рушење на уставниот поредок кој што може да се граничи со тероризам. Рушење од внатре. И затоа, тоа што јас сметам, за да се стави крај на овој полусвет, кој што со децении го злоупотребува системот, ги злоупотребува ресурсите и она што значи Националната агенцијата за национална безбедност, системот за национална безбедност и разузнавање во Македонија, е чист тероризам и рушење на државата однатре. И мора да има правна завршница, некој да одговара, за да не ни се повторува по не знам кој пат. Па и плюс тука и нападнати слободата на говорот со следењето на одредени опозициони медиуми. Знаеш, мене ми е интересно... сега, ме праша за молкот, извини. Да, извини, да, повели. Прашање е тука. Дали дел од медиумите чекаат да видат што се случува, или дел од медиумите може би биле подпаднати под оперативна обработка или учествувале во оперативна обработка, имајќи преди тоа што се случуваше во 2015 година или она што се случуваше во 2001 година. Може би чекаат момент, како што велат од најголемото новинарско здружение, да некој новинар пријави, па они да му пружат правна помош. Многу млака изјава на вака. Колку да се помине Добро, според мене вака. Сепак сметам дека треба да бидат многу погласни и да бараат одговори сега во моментов, бидејќи Бојан Христовски како актуелен директор на Агенцијата за национална безбедност излезе со брифинг, соопшти пред медиумите, пред јавноста, веројатно подпирајќи се на демократската општествена одговорност на медиумите да покренат приказната, за да јавниот обвинител покрене приказна и за сето ова да се стави крај.
Крај. И ова е една од нивната одговорност, кој колку може да помогне во таа насока. Мислиш ли дека ќе се вратам повторно на она објава на Виктор Димовски, каде што сам се пронајде, нели, Викторио Димовски, како што велиш ти, каде што сам се пронајде во муабетот. Зошто во таа информација Викторио Димовски бара, на пример, декласификација на информации? За што станува збор? Не само декласификација, туку бара едноставно сведување на, ајде сега, ќе се вратам повторно на она што е искуство на Македонија со случаи каде што биле злоупотребувани агенциите за безбедност. А тоа е дека Виктор Димовски се служи со истата, ајде да ја наречам, финта. Оваа тема да ја претвори кавга на селска чешма. Да ја претврли на лични префрлања Виктор Димовски, Бојан Христовски или СДСМ, ВМРО. Да направи една поделба повторно во општеството, да се избанализира приказната, да стане досадна, народот да се подели, а повторно никој да не одговара. Тоа се случи и во 2001 година и со случајот во 2015 година. Да се подсетиме. Кој одговараше за оние злоупотреби, оние снимања, оние снимки што беа пуштани во јавноста и што влијае на голем круг на и општествени дејци, и политичари, и воопшто на Македонија. Онаа подоб. Дали некој одговараше за прислушувањето во 2001 година? Не. Дојде до политичка разрешница. Дали некој одговараше за она што беше вистина, како што го наврекува од СДСМ вистината за Македонија, која што допринесе за што? На хартија одличен закон, со двотретинско мнозинство, одлични 4 закони и повторно нови злоупотреби. Никој не одговараше. Неказнивоста, немањето, праксата да никој не одговара за вакви злоупотреби на државните ресурси, на Агенцијата за национална безбедност или Управата за безбедност и контраразузнавање или како да ги наречете, неказнивоста за злоупотребите носи само повторување на случаевите, повторување на лекциите. Затоа што ова сега што го направи Бојан Христовски, ја го оправдувам и му честитам за храброста за тоа да влезе во таква битка, да направи една ревизија на работењето, да открие злоупотреби, да направи документи, да за сето тоа во очите на јавноста, да го поднесе до јавното обвинителство и во моменти кога гледа можеби подолг период на молк од таму, да ја информира јавноста во рамките на она да не ја нарушува ниту агенцијата, ниту предметите во еден правен контекст. Значи да не се избанализира и да бидат понатаму правно неосновани, односно да не служат во правните процеси. Токму го објаснува дека законите и се добри, можеби се добри, но тука е биден кадровскиот потенцијал, баш добра споредба направи со Викторио Димовски и со Бојан. Кога се работи, кога не се работи, кога се прекршуваат закони, да, кога не, а исти се законите, нели, за двајцата постапуваат по исти закон. Еве разлика да ја кажа, баш како изгледало тогаш, како изгледа и сето тоа денеска. Но ова прислушкување, оваа афера со прислушкување 2019-2024 година се случува само 2 години по оние така наречени, нели, бомби за кои што говореше пред малку. Очигледно се чувствувале многу недопирливи, чим почнаа толку брзо да го прават тоа, повторно да прислушкуваат. И за жал ова е вистинската слика за реалноста во тој период на Македонија. Буквално оние кои збореа за вистината за Македонија и никогаш да не се повтори, ете, тие прислушкувале. Ако може само да ја надополнам сликата. Повели. Еден во општеството ценет новинар, уредник, новинар, општествен, медиумски работник, да има сертификат за класифицирани документи, додека човек, пратеник во Македонскиот парламент, член на комисија за надзор, за цивилен надзор, за работата на
службите на АНБ со месеци да не може да добие сертификат за да може да влезе во АНБ или во Агенцијата за разузнавање и да направат увид, цивилен увид, како парламентарна група, да влезат натре, парламентарна комисија, да ја проверат работата на комисијата. Ова е само уште еден дел, уште едно делче од оној мозаик за кој што зборуваш за бахатост и за неказнивост. Така. Се чувствувале слободни и заштитени. Добро, кажи ми како да се стави крај на оваа појава, како да се прекине со сето ова, како да се справиме со неа, со оглед на тоа дека ова се повторува, дежаво се случува во неколку циклуси во Македонија. Уште еднаш ќе кажам, правна разрешница. Ако добро ги слушавте, и денеска е 2 септември, 1 септември е денот на Агенцијата за национална безбедност. Во својата изјава и Бојан Христовски и Христијан Мицкоски посочија на една работа. Правна разрешница, без вплеткување на политика зад тоа, за да не ни се повторува, а правниот систем во Македонија мора да расчисти со тој полусвет, со злоупотребите, кои што можат да бидат одлични, лукративни, политички, партиски цели, како што се веројатно се покажале и до сега. Во сиот овој контекст, јавноста мора, и особено медиумите, мора да го посочат вниманието, светлата, рефлекторите, оној спотлайт, да бидат врз работата на обвинителството, на Коцевски, кој што го имал клучот за тоа дали ќе се определат мерки или не според некои кажувања, и до судот за тоа како ќе се справи со овие злоупотреби, бидејќи 3 поднесоци, 3 извештаи од Агенцијата за национална безбедност до јавното обвинителство не е мала работа. Како не? Тоа се 3 злоупотреби во насока на во 5 години, 2019-2024. Нова агенција врз основа на нови, современи, демократски, европски норми. Такви закони се донесени, работеле спротивно на нив и ги злоупотребувале ресурсите. Дали мислиш, од кога ќе се заврши оваа правна завршница, да се надеваме дека ќе има правна завршница конечно за овие работи, дека после тоа е потребно појака цивилна контрола врз агенцијата за да биде силна и независна. Од цивилниот сектор. Законите се добри. Ова се види сега. Овие работата на Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање, безбедносните структури, не може да биде цел за било кое невладино здружение да може да влезе и да оценува нивната работа. Се работи сепак за многу чувствителна материја, затоа и посочив. Има цивилна контрола од страна на комисија во собранието, имаат сертификат кој може, кој не може и што може да види и до кој степен може да ја провери нивната работа. Не може тука сега да ја шириме армониката и да влегуваме во тоа секој невладино здружение да може да влегува внатре. Но законите, она што е на хартија, ако се следат и ако се работи законски, и ако се има, ајде да кажеме, некакво предзнаење дека може да се одговара и се одговара за злоупотреби, драконски, тогаш верувам дека нема да има повторување на злоупотреби. Но доколку нема правна разрешница, доколку помине неказниво, тогаш ништо не може да ми укаже дека и по 4-ти пат нема да се случи, или 5-ти. Така, знаеш, мене ми е многу важно и многу ми е битно дали има информации како биле употребувани овие информации кои што се собрани од луѓето кои што биле следени, кој ги гледал, дали стигале, например, до тогашниот премиер на владата Ковачевски, дали биле злоупотребувани. Во претходните афери гледавме како некој дури тргува со информации. Имаш ли такви информации за овој случај? За она што го споредуваш, правиш споредба меѓу она што е сега и она што е претходно. Да, и она што беше претходно. Дали мислиш тоа дека што беше претходно беше токму она за што зборувам, а тоа е селска
чешма, односно банализирање на состојбите. Беа делени разговори, беа пуштани во јавност. Беше тргување, имаше тргување со влијанија да не се објави нешто како ќе се објави. Беа вадени од контекст разговори, вадени реченици од разговори. Тоа сега го нема. Затоа реков, она што Бојан Христовски со овој потек го направи, е враќање до достоинството на Агенцијата за национална безбедност. Направил контрола, направил брифинг, ги известил медиумите за злоупотреби, без да наведува никого. Тоа што Виктор Димовски сам се пронајде во периодот или во делата избори за тајни соработници и за што се не, тоа не било кажано на брифингот. Е најдостоинственото нешто за да се зачува дигнитетот и на институцијата и да се влее доверба во јавноста дека некој работи и ја чува и институцијата, а таа институција да работи во служба на граѓаните и на Македонија. Така, сега ми се навраќаат неколку работи кои што ме потикна да ги размислам додека говореше. Беше актуелен портпарол во 2020 година на ВМРО ДПМН, колку што се сеќавам, и тогаш имаше избори за кои што победи со неколку стотици гласови Социјалдемократскиот сојуз. Дали мислиш дека били употребени тогаш информациите од следењето за да има нефер изборна кампања и резултати? Дали се употребувани во тој период, веќе тие избори беа многу чудни? Веднаш ке подсетам. Еве дури на една информација од 26.12.2024 година, Христијан Мицкоски, премиерот на Република Македонија, зборува за докази дека врз белешка бил следен како организатор на параполициска воена формација, кога било следено целото семејство, но и целото раководство на ВМРО ДПМН како опозицијска партија. Тоа се случува почетокот 2020 година, изборна година. Истото тогаш кодно име на оперативниот соработник е Цилиндар, во 2021 година, повторно изборна година, кодното име на оперативниот соработник е Џокер. Значи постои голема веројатност дека Постои веројатност. Затоа реков, злоупотребите на агенциите за безбедност, на Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање, злоупотребите нивни не може да се гледаат подалеку од рушење на уставниот поредок на државата. Демократски избори. Многу тешки збори употребуваш на рушење на уставниот поредок на државата. Ама ако ти Страшно звучи вака. Ако ти службите за национална безбедност ги ставиш во политички цели да го следат и да го обработуваат и да ги обработуваат соработниците на опозицијата или медиумите и новинарите да живеат и да работат во страв, што ќе објават или како ќе објават или дали ќе делуваат политички или не, далеку е од демократија. Тоа е рушење на уставниот поредок на една демократска земја. Каква што е Македонија, или се представува дека е Македонија како што е представува, и се кршат закони кои што се базираат на искуства и споредба од демократски системи во Македонија. 4 закони кои што ги цитирав за работа на Агенцијата за национална безбедност, полицијата, разузнавањето и безбедносните структури. Добро, ајде, еве разбирам, следеле лидер на опозиција, политичари, медиуми кои што немале провладени а не следеле криминалци и терористички организации или и имавме едно чудо. Не, тоа ме чуди еден обвинител од целава група. Зашто е тој следен? Која е причината? Го разрешија истите, се плашил нешто да не ги обвини. Јас немам баш високо мислење за тој обвинител, но еве се случи во аферава што обзнанена дека и некој обвинител е прислушкуван во целата работа. На оваа приказна се налепија многу други приказни.
Така? За следење, да речеме, на обвинител. Не верувам дека е споменато на брифингот од АНБ. Нема да навлегувам, затоа што ширење на оваа приказна Да. со лица е само во насока на она што го прави Виктор Димовски со неговото барање за селска чешма. И втора работа, молкот на јавното обвинителство треба да биде покриено со вакви пердуви во јавноста, дали бил јавен обвинител, дали бил овој, дали бил оној, овој рекол вака, оној рекол онака, да се создаде на галама во која што нема да се слушне зборот на правдата. Апсолутно се согласувам со тоа дека мора да има правна завршница за целата оваа работа и мора да дознаеме во секој случај зашто били употребувани на кој начин тие оперативни меки кои што ги спроведувале во тој период. Наум се надевам дека им стана само се појасно на нашите гледачи што се случува периодот во Република Македонија. Оваа тема сигурно ќе се развива понатаму и нема да застане тука. Мене ми беше многу драго што издвои време да бидеш гостин во нашето ово издание на Проверитас, каде што навистина ми пренесовме нашите гледачи одредени теми кои што и како се битни да ги сватат и да ги разберат. И посакувам понатаму борбата да продолжи, да се заврши онака како што треба целата оваа работа, за да се чувствуваме сите слободни во оваа држава, навистина да знаеме што е говор на вистина и сите тие останати работи и сето ова да биде во некои идни времења едно давно минато, би рекол. Тоа што за сликата да биде уште појасна, зависи од постапувањето или непостапувањето на јавниот обвинител Љупчо Коцевски и непостапувањето ќе биде исто во таа една насока на фрлање светло врз овој предмет и врз расчистувањето на состојбите во Македонија за да не ни се повторуваат. Ги охрабрувам сите во Македонија, дали биле дел од провладени, проопозицијски, било кој кампус, леви, десни, без било каква ознака, дали било етничка, верска, религиска, сексуална, каква сака нека е. Секој еден од нас мора да се грижи за демократскиот развој. Злоупотребата, стравот од злоупотреба на безбедносните структури во политичкото делување, медиумското делување, не е ништо друго, освен рушење на демократијата во Македонија и рушењето на уставниот поредок во Македонија. На тоа мора да се стави крај и ќе има крај само ако има една правна завршница на овие злоупотреби. Не постојат во злоупотребите во безбедносните структури. Не постојат бенигни или минорни или мали злоупотреби. Постојат злоупотреби и почитување на словото на законот. Толку. Ти благодарам многу. Почитувани гледачи, ова беше 22-то издание на емисијата Проверитас со Наум Стоилковски и јас Александар Бечеклиски. Ви благодарам за вниманието. Останете поврзани со нас на Facebook, Instagram, YouTube и на нашата веб страница proVeritas.mk.